председателе, почитувана колешке, слушаме сите и не ни се верува. Све е исто, само njega нема. Колеча Ракчиев како да зборуваше одговорница. Па барем да се потрудевте да напишете, да напишете нешто. Како не ви беше срам да го читате неговиот говор. Но како и на Коле, така и на вас ќе ви реплицирам. Коле изгуби со 2672 гласа разлика во Радовиш, вие изгубивте со 2400 гласа разлика во Гевгелија, што значи граѓаните на Радовиш, на Гевгелија, на Република Македонија упатуваат иста порака. Не ви веруваат на вашите политики. Не веруваат на бројките кои Јован Митревски ви ги пишува и ви ги дава да ги читате тука. Не ви веруваат во ништо што лажете од собраниската говорница. Граѓаните на Република Македонија си кажаа дека не веруваат во вашите политики. Но да одам со ред. Зборувате за капитални инвестиции. Видовме многу убаво како ги реализирате капиталните инвестиции со клиничкиот центар во Штип. Сте си наплаќале овдека пратеници, бивши министри, директори, сте си наплаќале убаво во приватни џепчина 60.000 месечно денари, 90.000 денари, по 19, по 20.000 евра, а капиталните инвестиции се уште се на ниво на ливада. Ништо не сте направиле. Па треба да се застрамите, ви ги откажуваат од Европската банка за развој, ви откажуваат финансирањето на проектот во Штип, затоа што сте наплаќале пари по советници, по координатори за градба, овде актуелни пратеници, бивши министри, а ваму 5 години не сте изградиле ништо. Зборувате за правосудство. Па како не ви е срам да зборувате за напредок во правосудство или финансирање во правосудство, кога имавте една таква катастрофа со 14 луѓе живи изгореа, а вие обвинивте Кабел. Корупцијата. Каков поголем доказ кога се штанцале печати за 50, за 100 евра, без сообраќајна дозвола, без лиценца, автобус ви излегувал 150 пати, ви излегувал преку граница, се шетал во Европа и живи изгореа 45 луѓе. Одговорност никаде и никаква. Како не се застрамите? Зборувате за инвестиции во енергетскиот сектор. Па цела Европа ве викаше на состанок и ви кажа: вие луѓе во Македонија што сте на власт, сте рами, крадите струја од европските резерви. И за 4 дена потрошивте 20 милиони евра. Како не ви е срам? Вашата политика заврши. Затоа се потребни нови предвремени парламентарни избори, за народот да си го кажи своето и да си озбери вистинска власт што ќе ги исправи работите во државава. Ви благодарам.